Премиерот Мицкоски го растресе о силото на бугарскиот национализам. Борисов, Трифонов, па дури и бугарското МНР синхронизирано и во хор се нафрлија врз македонскиот премиер. Биле разочарани и ја осудуваат неговата логична споредба зошто Албанија не треба да ги стави бугарите во уставот, ако таму, според пописот, има поголемо бугарско малцинство отколку во Македонија. Првата реакција стигна од нивното МНР во форма на соопштение. Прашањето за правата на бугарите во Македонија не е билатерален спор, туку прашање што се однесува на европските вредности. Министерството ги повикува македонските власти да се воздржат од реторика што создава поделби и омраза и да се фокусираат на исполнување на критериумите за членство во Европската Унија, вклучително и заштита на правата на сите етнички заедници во земјата. На оваа реакција се надоврза и Бојко Борисов, лидерот на ГЕРБ, најсилната политичка партија во парламентот, стожер на новата политичка влада во Софија, кој изјавата на Мицкоски ја нарече провокација. Господин Борисов, как ще коментирате вчерашното изказване на македонския премиер като провокация, като тест на новото правителство? Абсолютна провокация и просто не трябва да им се обръща внимание. Външно реагира добре. Најсочен во навредите, како и секогаш беше Слави Трифонов. Лидерот на партијата Има таков народ, која исто така учествува во новата влада, кој отиде дотаму па ја представи Бугарија како жртва. Толку сум уморен од овие луѓе. Не можам да кажам дали станувам лут или тажен. Овој Мицкоски беше демократски избран. Прекрасно се сеќавам како за време на изборите целата негова предизборна кампања се базираше на омраза. И покрај сите компромиси направени од сите бугарски влади, сите бугарски премиери, сите бугари воопшто. Ни грам благодарност, грам почит, грам логика. Инаку сите овие реакции следат од како Христијан Мицкоски за време на пратенички прашања во собранието, сакајки да го покаже абсурдот на бугарските барања, направи споредба меѓу официјалните пописни бројки за тоа колку бугари има во Албанија, а колку во Македонија. Вистинското прашање е зошто во Македонија околу 7-800 бугари кои што декларира дека мајчин јазик им е бугарскиот, треба да ги ставиме во устав, а зошто Албанија го нема тој услов, да овие 8.000 не ги стави во уставот. Тоа е суштинското прашање. Според многумина тоа што најмногу го боли новото бугарско државно раководство е што македонската влада не попушта од својот став, дека уставни измени се можни само со одложено дејство. Став за кој Европската Унија засега е воздржана, но не го одбива.